Две изданија на Јоханес Хан во само 2 часа. Еднаш изрази надеж дека Грција и Бугарија ја научиле лекцијата и дека ќе се најде начин за отворање на преговорите за членство со Македонија, а потоа рече дека не е можно чекорење напред без компромиси. Што донесе првата премиерска посета на Заев на ЕУ и НАТО, 360 степени од Брисел. Има ли судир на концепти во економскиот тим на новата влада? Советникот на министерот за финансии беше против именување бизнисмен за вице-премиер за економија. Да се назначи представник на бизнис заедницата за вице-премиер е отприлика исто како да назначите човек кој што љуби да пие, да чува визба во која што има складирано алкохол. Не секој љубител на алкохол е пијаница. Како Заев и Јангјушев ќе се справат со судирот на интереси на вице-премиерот за економија, кој е управител и собственик во 15 на фирми. Дали новата власт ќе го врати стариот изглед на владината зграда? Фасадата со време можеби ќе треба да се смени, али нека не се брзаоти, тоа е голем трошок. Не сметам. Зошто? Затоа што се дадени пари. Архитектите критичари на Скопје 2014 се за безусловна промена. Ниедна пара и ниеден напор не е презголемен за да на бисерите на културното наследство архитектонско им се врати првобитниот изглед. Барокниот премиерски кабинет претворен во бункер. Бабунски, Барди, Марковски и другарите се пакуваат за Европското првенство во Полска. Со нив и фановите. Ќе ги поддржуваме, како што кажав, ќе одиме и таму, ќе ги бодриме и се надеваме на чудо, зашто да не.